Гледате Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски. Од сега па до 18 часот продолжуваме со блог посветен на актуелна тема кампањата за референдумот. Ацо, има гости, Ацо помени? Имаме во овој појас од 50 на минути, имаме тројца гости, две госпоđи и еден господин. Тоа првен ќе ги представам дамите од граѓанската иницијатива за Чекори напред, односно информативна кампања кои се придобивките од Европската Унија и НАТО. Добро кажав, нели? Значи, гости се Фани Карамфилова-Пановска од Фондацијата Отворено општество Македонија и Билјана Бејкова од МВО Инфоцентар. Потоа продолжуваме со Христијан Баневски и Андреја Стојковски, аналитичар, кој ќе... Да, за битните посети што се најавени, Христијан, така нели? Од Соединетите Американски држави, високи... Во Македонија практично се случува деновиве кои што се пред референдумот, меѓутоа прво студиото ќе ви припадне вам и со вашите гости. А може ли кратко да го прашам Андреја за оценката за овој наплив на странци, ако така да може да се каже, за поддршка на референдумот? Еве, покрај Вест Мичел, за кој ќе разговарате вие, денеска стигна најава дека и шефот на Пентагон, првиот човек на Пентагон ќе ни дојде во Скопје и веројатно ќе има и други изненадувања. Па, колку што се сеќавам или колку што имам прочитано, има најава и за комесарот Хан, за Могерини, има најава, денеска беше во држава министр за надворешни работи на Холандија, се споменуваше името на премиерот на Шпанија, мене тоа особено ми е кејк дека се споменува и неговото име, ама ова е прашање за кое што верувам им станува повеќе јасно на граѓаните дека е многу важно за современава демократија, односно либерална демократија, и токму поради тоа се овде сите овие странци за да не уверат во исправноста на Чекорот и за да ни ја потврдат нивната визија за Западниот Балкан да стане заедничка. Ацо, да продолжиме. Да, еве, јас најавив дека овде со нас во студиото се Фани Карамфилова-Пановска од Фондацијата Отворено општество и Билјана Бејкова од МВО Инфоцентарот. Вие имате една информативна кампања кои се придобивките од членството во НАТО и ЕУ. Како се спроведува тоа, господја Карамфилова? Ви благодарам за поканата да имаме учество во вашен нов концепт на Отворено студио и да ја презентираме нашата кампања. Да. Кампањата е со мото за Чекори напред, изборот е твој. Имате и беџови за Чекори напред. Да, тоа е логото на кампањата. На оваа коалиција на невладини. Да, кампањата ја спроведува граѓанска иницијатива, значи десетина граѓански организации, секои релевантни во одредени области и секој има за цел да понесе дел од товарот, да им објасни на граѓаните кои би биле придобивките од интеграцијата во Европската Унија, од интеграцијата во НАТО и би рекла што е важно од деловите договорот помеѓу Република Грција и Република Македонија, а се со цел граѓаните да ја сватат важноста на моментот. Да допре до граѓаните вистинската информација. Вистинската информација, да сватат колку ова референдумско изјаснување на 30 септември не е секојдневна работа и е многу битно. Не е ни за партии, туку е за државата. Дека е надпартиска работа во прашање, дека се работи за иднината на нашата држава и дека секој од нив има обврска, одговорност, да кажем, да биде дел, да учествува во носењето на таа историска одлука, базирано на најмногу што може и најрелевантни информации околу процесот. Кампањата почна и вие сте тука да објасните кои се придобивките за од членството или интеграцијата во Европската Унија, паралелно и владата води таква кампања. Како се ова е граѓанска иницијатива. Кои се разликите? Јас сакав само да дополнам за ова од моја перспектива и од наша перспектива, што е важно, не е само државата, најважно е во суштина како граѓаните ја гледаат својата иднина. И нели живеејќи во Македонија, да им помогнеме да видат вистинскиот правец да го видат на државата. На граѓаните да им дадеме информација, на пример, заради тоа започнавме во суштина и со
Кампањата започнавме со промоција на овој весник, кој што ќе има 2 изданија, Еурека. Тој е бесплатен. Идејата е бесплатен, се дели низ целата држава, на најфреквентните места низ градовите во Републиката, со тоа што идејата е во суштина преку овој весник, преку сајтот кој што го имам, односно интернет страницата за чекоринапред.мк, видеоспотови, фотофакти, јавни настани, дебати, трибини, да ја доближиме Европската унија до граѓаните, да сватат што не чека на патот, затоа што сепак ние се уште не сме членка и се бориме, нели, и ни предстои долг пат за да стигнеме до Европската унија. Но е корисно. Но исто така што се придобивките што би била користа и за младите, значи за сите категории на граѓани. Беше идејата таква и да им се обратиме, и само сакав да кажам, бидејќи само 3% од граѓаните го прочитале договорот. Ова издание на Еурека го содржи интегралниот текст на договор. Пред да продолжиме, кампањата почна, некои пораки се испраќаат. Јас би ја повикал режијата да го пусти мојот кус разговор со Петар Расовски, инаку експерт од областа на комуникациите, кој дава една оценка околу тоа како оние пораки кои сега веќе се испратени преку билбордите и видеоспотовите комуницираат со граѓанството. Да го слушнеме Петар Расовски. Каква е вашата оценка за слоганите кои можат да се видат секаде низ улиците, кои и пораките кои преку видеоспотовите деновиве почнаа интензивно да се емитуваат по телевизиите? Дали тие пораки успеваат да стигнат до оние граѓани на кои се наменети, воглавном на оние кои се неопределени? Референдумот во оваа смисла е какафонија од пораки во овој момент, бидејќи има неколку различни центри кои тераат неколку различни кампањи. Има невладини центри кои тераат кампања за излезност, оваа голема владинава група која тера излези за кампања, некакви центри околу бойкотирам, нејасниот став на ВМРО, така што има една плејада пораки, но мислам дека може да се фокусираат овие позитивни околу 2 големи категории. Едната се однесува на квалитетот на самиот договор, дали сме изгубили идентитет, дали сме добили идентитет и така, и втората за придобивките од спроведувањето на договорот. Предпоставам дека разговараме за придобивките од спроведувањето на договорот, тие треба да бидат многу пластични, многу едноставни, многу приземни, дури условно речено алегорични, и во таа смисла тие ќе функционираат кај одредена таргет група која е заинтересирана за својата иднина во некаква практична, прагматична смисла. Ево оваа порака која гледаме за нас, ЕУ за бесплатни здравствени услуги, кога се појави најдена многу контроверзни реакции. Дали е тоа што може да ги граѓаните убеди во нешто? Партиите се секогаш под притисок во своите кампањски проекти да користат условно речено некаква хипербола. Точно е дека некои здравствени услуги со влезот во Европската унија ќе станат бесплатни за граѓаните на Република Македонија, но тоа не значи дека здравството ќе стане бесплатно. Здравството и во Македонија е потценето, каму и во Европска унија. Така што има една суптилна игра со иднината и со вордингот условно речено во тие пораки, но кај таа целна група важна е емоцијата дека влегувањето на Македонија во ЕУ НАТО носи некакви придобивки. Тоа е таа целна група, бидејќи има многу пораки, мислам дека секоја од пораките ќе допре до некоја. Мислиш дека треба да се развива оваа кампања понатаму, сега е почеток, дали тие пораки треба да се објаснуваат со други пораки и така натаму, на крајот краиштата да се пресретне и она што е антикампања, бидејќи постои една антикампања која тенденциозно се води со цел да ги угуши овој тип на пораки кои треба да стигнат до граѓаните како придобивка што се добива од позитивниот исход на референдумот. Знаеш што, ја мислам дека во таа смисла кампањата за придобивките е веќе добиена. Јас мислам дека поголем проблем има владата пост референдумот, кој ќе треба да се соочи со фолаутот условно речено од овие ветувања. Како што сега се соочува со последиците од ветувањето за генерален реизбор на судии, за живот за сите и така натаму и така натаму. Мислам дека во таа смисла кампањата ќе биде продуктивна и ќе биде успешна. Но тоа е една условно речено притајна клопка за владата која ќе треба да се соочи потоа со испораката на ова што сега драматично го ветува. Сега стартува, невладините стартуваат со своја кампања. Што очекуваш од нив? Што би требало они да таргетираат и кои пораки да ги пратат за да референдумот биде успешен во смисла на излезност? Дали за или против, тоа е веќе право на избор, нели? Мислам дека и тоа нивниот главен мотив. Тие се во таа смисла уште поконструктирани од владата. Мислам дека нивната главна порака ќе биде излезност и легитимитет на референдумот. Мислам дека овој центар околу невладините нема многу да се залака за или против во кампањата, меѓутоа мислам дека ќе се обиде да му даде легитимитет на демократскиот процес. И тоа е нивната цел, невладините организации во таа смисла и треба да имаат таква условно речена порака.
Добро, еве да ги чуеме вашите коментари на експертиза. Попали рече дека добро да има граѓанска иницијатива за во право е со својата проценка и оценка, да кажам, на тоа дека граѓанските организации одлучија овој пат да терат една робусна информативна кампања која што ќе ги поттикне гласачите да го искористат своето право на глас во максимален можен број, бидејќи сметаме дека тоа е една од критичните точки за успешноста на претстојниот референдум. Зборувам за излезноста и зборувам за тоа е под еден, и под два, дека граѓанските организации по природата на своето делување, тргнувајќи од своите мисии во најголем број, апсолутно нема дилеми кој е нивниот став визави интегративните процеси на Македонија, но сметавме дека е многу важно во овој даден момент на нашиот јазик, со нашите разбирања, на начинот како што ние комуницираме со нашите интересни групи, секоја граѓанска организација зависно од своето поле на делување, да ги пратиме тие пораки на еден автентичен наш начин. Еве оваа порака за која го прашав и Петар. Бесплатно здравство. И сега се разбира тоа најдена низа на контроверзни реакции по социјалните мрежи. Дури за вакцините имаше. И за вакцините исто. Така да е подобри вакцини, значи имаме сега лоши вакцини. Знаете како, здравствената политика на ниво на Европска унија зборувано не е заедничка политика на Унијата. Значи не е тоа политика за разлика од земјоделството, каде што Унијата има своји политики и издвојува фондови и така натаму. Здравствената политика е оставена сепак на националните економии држави да го решат. Вие ги избегнете ли овие замки? Ние имаме вистинските одговори. Ние имаме пораки во кои што велиме дека со приближување до Европската унија или со членството во Европската унија, дел од здравствените услуги за кои што граѓаните во моментов се оневозможени, а тоа пред се станува збор на ниво на дијагностика и тоа кај комплексните болести за кои што ние во моментов немаме соодветен кадар, капацитет и така натаму, ќе им биде овозможено да можат бесплатно да имаат пристап до тие здравствени услуги во државите членки на Европската унија, бидејќи ќе се случи поврзување на здравствените системи. Тоа меѓутоа, сега, кога треба ова вака, како што јас го кажав, да се сведе на една порака која што ќе биде разбирлива, кратка и така натаму, станува многу комплицирано и верувам дека тука е замката во која што се влегува стално постојано кога сакаш да направиш од нешто кратка маркетиншка. Само да се надоврзам, значи од аспект на пораките. Политичките партии, владата влегуваат во ветување. И тие некако ги мешаат изборна кампања со референдумот и ветуваат што се ќе се случува во Европската унија. Нашата цел и она што ние го сакаме да го постигнеме е да допреме, и согласувам тука со Пежа во смисла дека ние треба на различни категории граѓани, на земјоделци, на пензионери, на младите да им се обратиме, не да ја симплифицираме до толку за да биде дури и манипулативна пораката, туку навистина одредени аспекти на тие политики код кои што тие ќе имаат користи, најлесно можат во овој момент да ги препознат и да ги разберат, да им ги доближиме. А имате ли конкретни пораки во чекорите напред? Да комуницирате со граѓаните преку тие пораки? Можеме ли да ги... Кои се слоганите? Апсолутно. Сите наши пораки одат по медиумите, значи нашите медија производи се веќе на електронските медиуми, се по социјалните мрежи во форма на видео, аудио спотови и на радијата исто така, во форма на фотофакти по социјалните медиуми, во форма на разноразни анимации. На веб страната има опсежни анализи од областите кои што ги третираме кои се придобивките во доменот на земјоделие, економија, образование, животна средина и така натаму, што значи интеграцијата во НАТО во однос на безбедноста, сигурноста, дел од алијансата и така натаму, што значи договорот Македонија Грција врзано со она што е најгорливо прашање, идентитетските прашања и така натаму. Значи темелни и тука сме ми се чини различни од владата прилично. Сиот наш наратив, целата комуникација е базирана на една длабинска анализа, не велам дека владата ја нема, меѓутоа кај нас и овие деталниве анализи се наоѓаат на веб страната и граѓаните може оние што се заинтересирани да прочитаат и повеќе, не само да се задржат на слоганите. За да биде успешна кампањата, многу е важно да се дефинира таргетот. Кои се луѓето кои се во дилема околу, бидејќи видите, јавноста има
голем дел од јавност има полно право да биде благо разочарана од Европската унија. Ни ветуваа тогаш ова, ни ветуваа и никогаш тоа не се оствари. Значи луѓе кои се да известен начин скептични во однос на Европската унија. Кои се тие луѓе? Каде се тие луѓе? Дали имате таа анализа на теренот? Јас би се надоврзала на ова и би рекла дека луѓето во моментов се поскептични во однос на перформансите на владата отколку на Европската унија. Мислам дека тоа и рейтинзите и воопшто покажува и наклонетоста на граѓаните кон Европската унија и кон НАТО дури е огромна. Така што тоа тука настанува еден проблем. Луѓето сега да ги одвеат тие нешта, дека во суштина кога ќе излезат на референдумот и ќе дадат својот глас, каков и да е тој, дека треба да биде апсолутно да размислуваат за еднината сопствена и на јас би рекла за сопствената иднина, иднината на своите деца и така натаму. И во таа насока мислам дека тука луѓето се ги има и меѓу пензионерите, доста ги има и меѓу младите. И младите очекуваа и сега исто така треба да им се обратиме, да ги убедиме, да ги охрабриме дека навистина Македонија ќе оди таму и дека тие не треба да размислуваат за бугарски пасош и слично, дека навистина и тука ќе им се отворат нешта. Така што јас би рекла дека од сите категории граѓани, земјоделците ги имат исто како една категорија, пациентите се луѓето кои што навистина сите ние сме, ама оние кои што имаат проблеми со здравството и затоа во суштина мислам дека е многу тешко да се направи кампања и дури не знам и колку е целисковно исклучиво само за една целна група. Тука затоа и се обидуваме во суштина целиот широкиот спектар на она што го нуди Европската унија или што за нас представува перспективи да го допреме. Затоа сметавме дека и весникот може, нели овој, бидејќи има луѓе кои што се уште не се сите на интернет. Значи вие повеќе се обраќате на урбалниот дел од не би рекла. Значи ако може Билјана. Да. Мислам дека ценевме дека е многу значајно да се обратиме на оној дел од публиката кој што веќе не е строго и ригидно определен. Пазете, нашето општество е поделено. Имате еден голем сегмент кој што е реално определен што ќе прави на референдумскиот ден и решивме дека тоа не е наш таргет, бидејќи тие луѓе имаат некои обедување кои што тешко се менува. Така, има една група, анализите, голем број анализи се изработија во меѓувреме како се движи расположението меѓу граѓаните. Очигледно е кај сите едно исто, таа е константа, ми се чини една возрастна група од 35 или од 40 до 55 години, која што се чини за критична, која што има низок економски статус, низок социјален статус, која што имала прилика да искуси голем дел од својот живот во оваа држава и начините на кои што се живеело во регионот и која што не чувствува дека има некоја перспектива во државата таква каква што е и има потреба, се чувствува отворена дека ова нова интеграција, мислам, интеграцијата во и во НАТО може да промени нешто во нивните животи и условно кажано тие се и пациенти, и родители и така натаму. Меѓутоа и земјоделци се што има, се разбира, и затоа решивме дека ќе креираме пораки кои што луѓето од оваа група, условно кажано, ќе ги запознаат со деталите околу процесите, ќе им обезбедат информација што ќе биде за нив релевантна и евентуално ќе направиме влијание да овој корпус од гласачкото тело некако се определи. Дали сем класичните канали на комуникација, телевизија, радио, нели, како, кои се другите канали, дали имате, нели, door to door, што би се рекло, на терен работа за да се стигне до различни категории на граѓани, вистинската информација. Се видите, има отворени настани, значи настани кои што ќе бидат средби со граѓаните, значи и тоа различни организации кои што работат на специфични области. Така ќе има еден голем сегмент и една серија на активности баш посветено и средби со земјоделците, исто така со младите луѓе ќе биде, значи навистина ќе се целните групи ќе се таргетираат специфични целни групи, но и општо граѓаните. Ќе има и деветни емисии, ќе има и промоции на книги, што е да речеме за некоја друга структура на граѓани, но широк спектар на активности се креираат. Со мислам дека треба да му дадеме време на Христијан да продолжи со анализата со им заблагодариме на Пановска, Фани и на Билјана Бејкова и да си посакаме успешна кампања и секој да се определи така како што мисли дека треба да се определи. Така, благодарам. Христијан, па да чуеме што носи Вест Мичел.
Така, освен очигледната кампања и очигледна и поддршката од меѓународните партнери на Македонија која што пристигнува. Инаку, како што најавивме со нас е Андреа Стојковски, аналитичар кој што долги години ги следи евроинтегративните процеси. И веќе за утре е најавена посетата од помошник државен секретар на САД Вес Мичел, веќе викендов доаѓа и шефот на Пентагон. Меѓутоа, рековме дека поддршката е недвосмислена, меѓутоа што значи функционери од еден таков вид, од еден таков ранг да дојдат во посета на Македонија и тоа стрикно за Македонија за конкретно едно прашање? Ако не се лажам, Вес Мичел веќе беше еднашка во државава годинава, така што толкав интензитет на посети на тоа ниво не сме забележале веројатно од 2015 и политичката криза и Викторија Нуланд која беше на неколку месеци во Македонија на неколку пати. Кога зборуваме за генералот Матис, односно секретарот за одбрана Матис и неговата посета, тоа е веројатно таква посета прва после не знам десетина и повеќе години на Македонија од толку висок член на администрацијата на председателот Трамп. И тоа имајќи го предвид исто така дека е посета која што е конкретно само за Македонија, не е дел од некоја регионална тура, туку доаѓа во Македонија специјално за да се запознае. И тоа самиот го најави? Самиот го најави, имаше негова објава во која што вели одам за да видам што се случува со пријателите во Македонија. Сега во подготовките на референдумот знаеме дека ако имаат гласање може да има вмешување од страна на Русија, сакаме да знаеме колку добро се справуваат. Тоа покажува колку е прашањето важно. Има некои кои што велат, знаете, за државите од ЕУ или од НАТО, со нивни зборови за нас е во 99,9 случаи од избори или гласања, е важно да биде тоа слободни демократски избори, да можат луѓето да излезат, да имаат сите пристап до средства во кампањата, да можат да ги промовираат своите ставови, тези. И не се грижиме каков ќе биде исходот од резултатот. Се додека е фер и демократски изборите, не се грижиме за исходот од резултатот. Ама ова е, верувам, оној 0,01% кој што е исклучително важен и од аспект на резултатот. Да, но тоа не значи дека всушност ќе има интервенција на денот на гласање, дека всушност ќе има, нели, да објасниме дека сепак станува збор за еден фер процес кој што станува збор за процес кој што они не можат или не се обидуваат да влијаат на процесот и на исходот на резултатот на начин на кој што ние би можеле да замислуваме. Нивното влијание со обид да ја искажат поддршката, да ја споделат нивната визија за развојот на држава или пак на алијансите кон кои што сакаме да се приклучиме, вклучувајќи и Македонија внатре како држава членка на НАТО, односно на Европската унија, и да го потврдат, да ја потврдат иднината или да го потврдат следниот чекор. Прочитав, верувам денеска, некаде дека протоколот за придружување во членство во НАТО би можел да се потпише во првата половина од следната година. Тоа е навистина многу брз временски период и потоа да се затвори процесот на неговата ратификација најдосно до крајот на следната година. Тоа е исто така многу брз временски период, имајќи во предвид просекот кој што вообичаено беше потребен за државите од моментот на поканата до нивното пристапување. Затоа ова е Да, меѓутоа можеби во таа насока Македонија беше наградена поради успешно постигнување на договор со Грција, нели, со претходно сите исполнети услови. Меѓутоа дали во таа една година можеме да очекуваме уште позасилени вакви посети? Положбата на Македонија е прилично промената. Позицијата или гледањето на меѓународната заедница визави Македонија уште минатата година забележавме промена и таа еуфорија која што еден извесен период од годинава се препозна и кај нашите граѓани, прво беше автентична за меѓународната заедница. Тие имаа еуфорија од промената на власта во држава и од изборот на новата влада. Видовме колку државници беа во посета во тоа време или колку држави посетија членовите на нашата влада, сакајќи при тоа да ги воспостават, да ги обноват контактите со овие држави. Сега веќе посетите се зачестуваат токму поради тоа што односите веќе доживеа нов квалитет. И тоа верувам дека ќе продолжи и понатаму. Така, но и покрај тектонските промени во Америка со изборот на Трамп и еве сега она што последно се случува на нивна домашна сцена,
Нивната реторика и односот кон Македонија и воопшто можеби кон Балканот е не променет во овие години. На што се должи тоа? На тоа што надворешна политика се гради врз основа на стратегија и се гради за државата, а не за политичката партија која што ја има власта или која што ја води администрацијата. Таква е надворешната политика на САД, без оглед што се случуваше или како се случуваше. Тоа е стабилна демократија во која што институциите функционираат. Ние гледаме дека во тек е веќе подолго време независна истрага, ако може така да се нарече, навистина е независна истрагата, меѓутоа работи во рамките на институциите на системот. Истрага за тоа дали постои руско вмешателство. Без оглед на позициите кои што од време на време ги слушаме од председателот на САД, политиката останува непроменета затоа што тоа е важно за државата, а не за конкретен човек или за конкретна администрација. Тука не може да очекуваме никаква промена, барем не на краток рок. Така, но домашната јавност можеби, па да речеме и политичките партии очекува можеби свртување на курсот со промената на Трамп. Ајде да се подсетиме, после изборите 2016 година имаше закани кон амбасадорот на САД во Македонија со некролози и не знам уште што се не, меѓутоа најглавната реченица која што речиси сите на социјалните мрежи ја употребува: знае ли Трамп? Малку е смешно да поставувате такви прашања. Едно од таквите прашања беше исто, ако се сеќавате, посетата последна на Хојти по 27 април. Имаше прашање од новинар дали знаат, дали вашите шефови знаат за вашата посета на Македонија. Тоа се смешни очекувања дека некој би можел така едноставно да ја промени политиката и да ги заборави националните интереси. Во случајов ова е дел од интересната зона на НАТО алијансата, се разбира на САД, и јас не очекувам дека тоа ќе биде така едноставна промена направена преку ноќ. Посетата, дали знае Трамп дека Трамп испрати писмо до председателот Иванов? Тоа е следното прашање е всушност со честитка за независност и патем речено со честитка за храбриот чекор кој што држава го направила со разрешувањето на спорот со името и со храбриот чекор кој што го покажала со потпишувањето на договорот од Преспа. Слична честитка дојде и од државниот секретар Помпео. Слични честитки дојдоа од чудо други такви држави. Така, токму честитката на Трамп кон Иванов е прашање кое што нели можеби не тера да размислиме дали дали Иванов можеби ќе се подзамисли во однос на неговата реторика, па налогно на тоа колку всушност и сите овие активности, сите овие посети, сите овие пораки можат да влијаат на промена на мислењето кај нашите политичари или пак евентуално кај јавноста која што во голем дел веќе е одлучена како ќе гласа и дали ќе излезе на референдум. Не сум сигурен. Да, точно е дека голем дел од јавноста веќе е одлучена дали ќе излезе на гласање и како ќе гласа, иако дополнително уверување, осигурување дека на вистина се движиме во точната, во вистинската насока, никогаш не е на одмет. И овие посети влијаат на тој начин. Кога станува збор за дел од политичката елита, ВМРО ДПМН конечно има став. Ако може така да кажем, иако не сум сигурен дека ни риба ни девојка е вистински став, ама конечно излегува со нешто и кажаа нешто. Иако не знаеме за сега се уште нема официјални реакции, меѓутоа меѓународната промена заедница после посетата на канцеларката Меркел. Во меѓувреме се случија едно чудо повици од внатре од самата политичка партија за излегување да гласаат, за нивните членови или симпатизери, дека партијата треба да се позиционира визави договорот со прифаќање на истиот договор. Тоа исто така доаѓа како последица на севкупните посети кои што беа реализирани до сега. Кога станува збор за председателот Иванов, не сум сигурен колку можат да му влијаат, иако да се разбереме, има и такви кои што верувам можат да влијаат на неговото размислување, позиции или разубедувања.
Меѓутоа не верувам во неговата сериозна моќ да го наруши процесот и да го спречи граѓанинот да излезе и да го каже својот став. Така, тоа е најверојатно поради не најверојатно неговиот став е всушност и оној став кој што партијата го соопшти, бидејќи е променет, односно е во насок, е далеко од реториката на бојкот на која што играше ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа, дали во текот на референдумот и кампањата, односно самиот ден на референдумот, можеме да очекуваме од нивна страна еден притаен бојкот кој што можеби меѓународните партнери не би го забележале? Односно би се надевале дека ќе помине незабележано? Не верувам дека постои такво нешто што нема да биде забележано. Ако не го забележат тоа меѓународните партнери, тоа ќе го забележат граѓаните овде. ДПМН сака да биде политичка партија која што вели дека е државотворна или пак дека во одреден момент раководела со оваа држава, ја составувала владата на оваа држава и сака тоа да го направи и во иднина. Ако сака да продолжи со овие надевања или со овие очекувања, тогаш ќе треба тоа да го покаже со честна игра кога станува збор за референдумот. Ако не можеме да добиеме конкретен став, тогаш барем честна игра за референдумот, затоа што ниту ќе биде меѓународно прифатлив или кредибилен партнер за меѓународната заедница, владата која што ќе ја создаде ова ВМРО ДПМН со ваква реторика и со ова членство на раководството, ниту пак ќе биде прифатлив и кредибилен партнер за владење овде во државата. Што значи дека не остава пак назад кога бевме изолирана држава и кога нели па може дури и полошо, што всушност е прилика за Русија, која што и текако има интереси на Балканот овдека и дури ВМРО ДПМН беше обвинета за Русија нема интереси на Балканот. Македонија е незабележителен трговски партнер за Русија, а Русија уште помалку за Македонија. Меѓутоа Русија има интереси да биде пречка за натамошниот развој или за натамошната консолидација на овој регион, неговото пристапување во ЕУ, односно поврзување со НАТО. И ќе се обидува да го спречува ова на сите можни начини. Кога зборуваме за интереси, тоа е единствениот дури јавни обиди имаше кои што веќе поминаа. Точно, имаше посети на не знам во кое својство финансирањето на протестите исто така руски пратеници, ако може така да ги емисари, кои што водеа, ако се сеќавате, тренинг во Македонија како да се преземе власта. Тоа е малку повеќе од билатерална помош или од она разбирлива билатерална помош. Така, но дали можеме да очекуваме со оглед на интензивните посети, интензивните пораки од западните партнери, дали аналогно на тоа можеме да очекуваме така да се засилува и руското влијание овдека или одредени постапки? Влијанието веројатно ќе може да се очекува дека ќе биде засилувано, меѓутоа тоа нема да биде на тој начин видливо. Ќе биде видливо преку други форми, бидејќи билатерална форма на дипломатски односи или на државнички средби нема да видиме. Таква случка, посета, реторика овде во држава, особено не по протерувањето на двајцата руски. Овде во држава тоа нема да се случи. Не верувам дека ќе дојде ниту еден политичар од Русија овде, ниту државник за да зборува било што кога станува збор за референдум. Така, во таа насока Русија се држи понастрана, да речеме, од Македонија или преку соопштението преку кое што не сакаше да им каже на граѓаните како да се однесуваат на денот на референдумот, меѓутоа позадинските активности. Позадинските активности не ги негирам или не велам дека нема да се случуваат, односно дека не се случуваат. Меѓутоа тоа ќе треба да биде земено преку процес на сериозна анализа на повеќе информации до кои што би можеле да дојдеме, за да можеме да го утврдиме влијанието и постоењето на таквото влијание, ама нема да можеме да видиме формална посета и порака испратена од руски политичар или државник овде на македонско тло. Не на оној начин на кој што тоа го направија минатата недела Столтенберг, Курц и Меркел. Еве, оваа недела Мичел и Матис се најавуваат и некои други гости. Нема на тој начин да видиме Русија и нејзиното влијание овде.
Така, но да резимираме за да Македонија може да избегне, да речеме, да станем тлото каде што ќе се кршат копијата помеѓу истокот и западот, може тоа да го стори единствено со јасна визија за тоа каде сака да биде како држава, доколку дали ќе се согласиш во доколку немаме внатрешна поделеност до тој степен да не знаеме со кого сакаме да фатиме страна, што би се. Мислам дека 27 години беа доволно долг период зборување за тоа дека нашата иднина е како членка на НАТО и на Европската унија и за тоа зборуваат сите можни влади 27 години како стратешки приоритет на државата. Редно е тоа да го испочитуваме, да се разбереме. 95-та година се обврзавме како држава да преговараме со Грција за современата спогодба за заемно прифатливо решение со името, ама тоа се обврзнавме да го направиме не заради членството во Обединетите нации, туку заради тоа што сакавме да бидеме дел од Европската унија и од НАТО. Деблокирањето на евроинтегративниот процес. И од таму треба конечно да сватиме и да разбереме каде сакаме да се движиме. ЕУ и НАТО нема да ги решат нашите проблеми внатрешно, ќе треба уште многу работа и промените нема да бидат видливи веднаш, ќе треба малку време, меѓутоа ќе бидат видливи. Треба да го погледнеме процесот кој што го поминаа барем нашиве соседни држави и да видиме каде се наоѓаат сега, каде се наоѓаа пред пристапувањето во ЕУ и во НАТО. Ова го споделувам редовно, иако не го споделуваат многумина, меѓутоа во првата година по пристапувањето во членство во ЕУ, откако веќе беше членка на НАТО, Бугарија оствари странски директни инвестиции од 700 милиони евра. На тие 700 милиони евра во Бугарија беа регистрирани 300.000 посетители, туристи, кои што представуваа, не се сеќавам точно колкав период во просек. Ако земеме дека секој од тие 300.000 туристи потрошиле барем по 1.000 евра за нивниот престој таму, а некои можеби потрошиле и повеќе, ама еве да го земеме како просек 1.000 евра, тоа се 300 милиони. И 700 милиони, тоа е 1 милиарда евра во една година. Така, оние економски бенефити кои што можеби не се... Тоа е веќе сериозен економски бенефит кој што можеме да го да го очекуваме. Демократијата, стабилноста на институциите, нивното функционирање правилно, ќе ги добиеме благодарение на почитување на правила кои што ќе мораме да ги почитуваме. Еве денеска ја видовме најзначајната лекција од ЕУ и од нејзината моќ. Во Европскиот парламент се гласаше за покренување на процедури од членот 7 против Унгарија за нејзиниот прогонот на владата кон невладините организации, кон медиумите, судството и така натаму. Многу е срочно контра европските вредности. Контра европските вредности и тие европски вредности се учат, се прифаќаат. Ние не ни се толку туѓи, иако редовно не се подсетуваме на нив. Ако се подсетуваме малку почесто, а процесот на пристапување е процес во кој што Европската унија има најсилно влијание врз државата која што се наоѓа во процесот. Тогаш има најголеми механизми за да не притисне да се усогласиме. Да се по европските вредности. Тоа ќе придонесе за Македонија да стане подобро место за живење или поприфатлива држава за странски инвестиции, за работа и соработка со партнери од другите држави. Тоа ќе направи да се чувствуваме позадоволни, посреќни овде во оваа држава. Така, Андре, јас би ти се заблагодарил за овие твои одговори, за оваа твоја анализа и секако се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам. А вие, почитувани, се разбира, останете и натаму со нашата програма. Во 18 часот следуваат вестите, пошто следуваат забавните содржини од ова отворено студио 1, чиј што крај е во 23 часот. Ви благодарам за вниманието и останете со нас. Во новата сезона на 1 ТВ ке гледате. Секоја тема заслужува внимание, а секое прашање заслужува одговор. Студио 1 заедно со вас секој работен ден од 14 до 23 часа. Бидете со нас. Студио 1, вашиот нов водич во секојдневието, ви ги представува своите нови содржини. Студио 1. Сите трагаат, Студио 1 ќе ви ги понуди и мислам дека ги знае одговорите на двете прашања на животот. Зошто и како? Александар Чомовски,
Препознатли во професијата, доајен на македонското новинарство со свој единствен стил. Информираме, дебатираме, анализираме, едуцираме, ама и ве забавуваме. Отворено студио на 1 ТВ. Бидете со нас. Јадранка Констова, уредник и колумнист, поборник фактите да излезат на виделина. Тензивно, динамично во живо, вистинска телевизија. Сашо Ордановски, долгогодишен аналитичар и критичар со карактеристичен творечки стил. Сите информации настани на денот во отвореното Студио 1. Ве информираме и забавуваме во текот на целиот ден. Анета Кочишки, ТВ лице кое остави свој длабок печат со препознатливиот новинарски израз и пристап кон човечките приказни. Заедно со вас до врвот. Ацо Кабранов, гласноговорник во медиумскиот простор, долгогодишен уредник и аналитичар. Следете не од понеделник до петок од 14 до 23 часот. Бидете со нас.